Во една планина живеела една страшна ламја. Голема пакост правела и на луѓето, и на имотите. Многу поплаки од народот му иделе на царот. Многу пати царот Аскер праќал за да ја убија таа лоша ламја. Арно ама не можеле ништо да сторат. Чунки таа била многу страшна и силна. Ни куршум, ни сабја не ја убивало. Голема мака му било на царот дека не можел ништо да истори на страшната ламја. Најпосле решил да пушти Абер по целата земја. Кој ќе се најде јунак да ја фати и убие ламјата, ќе ја даде керката за невеста. Од тоа ветување на царот, многу момчиња беа пошле да ја убијат ламјата, но не можеа да се справат со неа. И сите беа изгинале и назад се не беа вратиле. Арно ама си било едно момче, Цане. Не толку јунак силно, ами многу итро, та дури и преитро. И тоа беше чуло за царската заповед. За кој ќе ја убие ламјата, ќе ја даде керката своја за невеста. Така Цане почнал да се дума, да се мисли, па еден ден и рекол на мајка си: Знаеш ли ти, Мури, мајко, што сакам јас да сторам или не знаеш? Не знам, бре, синко, кажи. Сакам, мајко, додам ламјата да ја тепам. Што? Да, или жива да ја фатам и на царот да му ја донесам. Па после керка му да ја земам и така богат да се сторам, со што, мајко, оваа сиромаштија веќе не се трпи. А бре, синко, Цане, дали си се сполава? Немој, бре, синко. Што ти паѓа на ум? Дете аджамија, ламјата да ја тепаш, па уште жива да ја фаќаш. Па не ли знаеш, бре, синко, што јунаци отидоа и назад не се вратија? Немој, синко, кога тие силни момци отидоа и од ламјата загина, што ќе правиш ти? Така малечок, слабодушен, како ќе куртулиш од неа? Ама, мајко, чекај да ти... Немој, бре, синко, немој. Не кандисувај на младост да си загинеш. Мене црна и спустена да ме оставиш. Мајко, ти биди си рад. Јас тебе црна и спустена нема да те оставам. Не сум јас аджамија и нема да загинам. Сум решил на царот зет да му се сторам и толку. А колку за ламјата, иш да не береш гајле. Ке смислам јас марифет. Епа, кога е така? Ај ми со здравје, синко. Догледање, мајко. Догледање, сине. Така и рече Цане на мајка си и си замина. Отиде право кај царот и зим да бара да ја отепа ламјата. Ајде, бре, Цане, дете слабодушко, ади и бери ум. Ама неќум да ја отепаш ламјата. Туку сакам жива да ја фатиш. И во ковчег затворена да ми ја донесеш, за да не се уплашам. Од јас многу се страшам од ламји. Па после ќе те сторам домазет. Ке биде како што велиш, чести царе. Довидување, довидување. Ајде, оди, Цане. Кој знае? Се поклонил Цане на царот и си заминал. Тргнал по планини и долини да ја бара ламјата. Овде, онде, дошол на планината кај што бил сарајот на ламјата. Се доближил до портата на сарајот, се стуткал како некое сиромавче. По некое време, шетајќи така по двор керката на ламјата, малото ламјиче го здогледало Цанета и отрчало да го види.
момче тука. Та зар не знаеш дека ова е Сарајот од ламјата? Ти не се плашиш од лами, а? Ама како не се плашам, сестро Златна? Умирам од страв. Ама пуста сиромашта и гладот ме натера, што се вели, и на портата од душманот да се молам. Та затоа ќе те молам да ме прибереш и ручек да ме даруваш. Не се вели попусто, кој паѓа в море, за змија се фаќа. Само ќе те молам уште нешто, од мајка ти ламја да ме сокриеш, за да не ме изеде. Добро тогаш, ајде влези. Само кога ќе дојде мајка ми ламјата, одма да се скриеш. Дури не одмолам да те изеде. Добро, сестро мила, добро. Влегол Цане, засукал ракави, се фатил за работа. Ги смел сите одаи, смел широки дворови и ја суправил сета куќа. Ја направил за мерак. Кога видела мјичето што направил Цане, голем кејв се сторило, да си рекло: кај ми го даде Господ ова момче да ме одмени од тешката суправа на куќата. Ќе си го држам и ќе си го чувам, белким со него животот поарен ќе ми биде. Вечерта го скрила Цанета од ламјата и се така неколку дена дури не ја одмолило мајка си да не го јаде. Оти бил многу арен и вреден. Така Цане останал во сараите од ламјата и можел одблизу да ја гледа и да ја го научи табиетот. Думал, шестал Цане со денови, со каков марифет да ја фати ламјата жива. Една ноќ излегол Цане од сарајот и отишол во шумата кај еден ќумурџија што правел ќумур, та зел се исцрнил убаво како да е и тој ќумурџија. Се сторил дури како араб, за да не го познае ламјата. Утредента дошол близу до сарајот и почнал да сече со секира едно шупливо дрво. Сечел, чукал и најпосле го чула ламјата и дошла. Што си се расчукал и растропал толку? Зашто си го исекол бро на старо дрво? Што ке ти е? Тетка Ламјо, па зар ти не знаеш? Царот умре. Да, и мене ме пратија ковчег да му направам. Само не знам, се чудам и гледам да нема некоја дупка на капаков од каде што ќе може да се дзирка. Ајте, молам, тетка Ламјо, да ми направиш една добрина. Ако сакаш да влезиш во ковчегот и да видиш однатре да не има некоја продзирка. Бре, ќумурџија, што кеф ми стори. Што ми кажа ти умрел царот тој, душманот мој. Ке влезеш ли? Ке влезам внатре. И се што ќе посакаш ке направи. Хајде, повели, тетка Ламјо, повели. Сега, царската керка биде моја. Така, еве ме чести царе, ти доаѓам.
Ламјата влегла во ковчегот за да види дали има некоја дзирка, а Итриот Цане го удрил капакот одгора и го заклучил. Викала ламјата, викала да ја пушти, му ветувала на Цанета се и се што, ама Цане не се прелагал. Туку го качил ковчегот нарамо и му го однесол право на царот. Чести царе, ти ја донесов ламјата. Ама... Ти ја донесов, чести царе, во ковчег затворена. Ама то добро ли е затворена, Цане? Многу добро, чести царе. А, добро. Со ланец и со катане. Како што рече, жива во ковчег затворена. Ами сега, чести царе, ке ми ја дадеш ли керка ти за жена, а? А, Брицане, така те сакам, Брицане, јунак да ми бидеш и зек да ми се сториш. Ајде сега, одите, чека керка ми. Ти благодарам, чести царе. Многу ти благодарам. Ајде, така. Така Цане, ем се оженил со царевата Керка, ем го спасил народот од таа ламја проклетија.